Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, општина Прилеп се вклучува со своите активности во одбележувањето на часот на планетата Земја. Утре напладне во 12 часот ќе бидат засадени 20 садници на површините што ги определи јавното претпријатие Македонски шуми во местноста Песиобарце на патот кон манастирот Трескавец и ќе го носи името Парк на планетата Земја. Екипи од општина Прилеп, јавните претпријатија од градот, Црвениот крст и граѓаните од нашиот град ќе засадат млади дрвја на оваа локација низ годините што мислам дека ќе прерасне во шум. Ова е една од мерките со кои испраќаме еколошка порака за зголемување на зелените површини во урбаните средини, за намалување на загаденоста на воздухот во нашиот град. Вечерта, во 19 часот и 30 минути, пред реклами почнува ноќната трка низ улиците на Прилеп со должина од 5 километри. Пријавени се преку 100 учесници, а за најдобрите во машка и женска конкуренција ќе бидат доделени дипломи и пристојни награди. Во 20 часот и 30 минути на Паркот на Револуцијата ќе бидат исклучени светилките, со што символично ќе го означиме часот на планетата Земја со порака за заштеда на електричната енергија. Млади од Прилепската организација на Црвениот крст ќе запалат свеќи, означувајќи го бројот 60+, со истата порака за штедење на електричната енергија. Општина Прилеп апелира до граѓаните во овој час од 20 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути, што повеќе да штедат својата електрична енергија во домаќинствата. Така, и како град, и како општина, ќе се вклучиме во акцијата Часот на планетата Земја. Оваа трка е во должина од 5 километри. Старт и финиш ќе биде на реклами. Трката се одвива во два круга од 2,5 километри. Се трга од реклами према Хотел Липа. Кај Хотел Липа се врти лево, се до стоковната куќа кај Симпо. Потоа оди пак вртиме лево, покрај градската река, се до мостот Табана. На мостот Табана повторно вртиме лево, се до центар. Тие се два круга од 2,5 километри. Имаме пријавено преку 100 надпреварувачи и радува фактот што оваа трка ни испочитуваат двајцата најдобри атлетичари во Македонија. Првата е Милена Чкрипеска, рекордер на 10 километри, рекордер на маратон и полумаратон, и исто така најновото откритие во македонската атлетика Дарио Ивановски, кој сега беше во Бирмингем и оствари најдобар резултат на 3000 метри во сала. Исто така нема да ги заборавиме нашите прилепски надежи, атлетичарот Леонид Вандески и Марго Бојаджиева, кои ќе приредат силна конкуренција на оваа трка. Часот на планетата Земја е едно глобално еколошко движење кое е формирано од Светскиот фонд за заштита на природата и е поддржано од Обединетите нации. Се држува во 170 земји, меѓу кои е и Македонија, која се вклучува по 9 пат активно, заедно со волонтерите од Црвениот крст, за кој ова представува еден креативен начин за подигање на еколошката свест кај граѓаните. Оваа година волонтерите ќе бидат вклучени на 2 настани, дневен настан, на кој ќе бидат засадени дрвца и вечерен настан, на кој еден час ќе бидат исклучени светлата, а волонтерите ќе го формираат знакот 60+ со свеќички.